Колегата Дејан Андоновиќ ги носи најновите информации од светот, а најновите информации од светот, односно геополитиката, Дејан, за денес носи што? Па, носи повторно она статистика на бројот на заболени во светот, значи ние не можеме да се ослободиме од доминацијата на вестите од светот и покрај тоа што изминатите денови се обидувавме да го игнорираме, нели, податоците околу заболените и починатите од коронавирусот и последиците што оваа пандемија глобална досега невидена во поновата историја со која се соочуваме. Денешниот бриф вели дека над 3 милиони и 100.000 инфицирани од коронавирусот во светот, но на друга информација доаѓа дека од тие 3 милиони и 100.000, 1 милион се заразени во САД и над 58.000 починати. Бројката на жртвите во САД од коронавирусот ја премина онаа бројка на жртвите меѓу војската на Соединетите Американски држави во Виетнам, каде дели имаше војна интервенција 60-тите години и каде почина помалку од 58.000 лица, односно загинаа како резултат на војните судири, што само покажува колку коронавирусот е сериозен и опасен за човечките животи. Во меѓувреме продолжуваат и обвинувањата меѓу САД и Кина за пандемијата, особено откако Кина ги спровоцира преку медиумите американската јавност, велејќи дека сите пациенти со ковид од Вухан, нели епицентарот на коронавирусот, од каде што и тргна оваа глобална пандемија, на вирусот се отпуштени од болниците. Значи тие велат ние го победивме коронавирусот, а од друга страна САД се уште се соочуваат со голем број и растечки број на починати и на ново инфицирани, што дополнително му создава проблем и на американскиот председател, но и во оној светски геостратешки ривалитет меѓу двете суперсили. Американците заедно со Австралија се обидуваат да ја започнат таа истрага и да докажат дека Кина лажала околу коронавирусот и дека се уште лаже, што доколку го докаже дополнително ќе направи проблем, бидејќи ние сме денеска свесни дека државите меѓу кои нашата во светот се обидуваат да ги намалат оние воредни мерки кои изминатите недели беа на сила, а кои ни го сменија животот дефинитивно на сите. Во меѓувреме и американските демократи најавија дека нема да дозволат нова седница на Конгресот заради COVID-19, што дополнително му создава проблем на Трамп и на неговата администрација, ако се земе во предвид дека тој има некои кадровски решенија со кои треба да ја истурка последната фаза во пресред на изборите, председателските избори на 3 ноември, што дополнително ќе му создаде проблем, особено бидејќи се соочува и со пандемијата, и со намален рейтинг, и со номинацијата на демократот Џо Бајден, кој ќе му биде контракандидат, а зад кој застанаа сите демократски познати политичари, и веројатно рейтингот на Џо Бајден сега во моментов е во порастечка линија во однос на Доналд Трамп. Она што мене ми се како би го издвоил како денешен брифинг е и дека покрај тоа што Русија ги заострува мерките во борбата со коронавирусот, Путин, иако првично најави одлагање на традиционалната војна парада по повод денот на победата врз фашизмот 9 мај, значи 75 годишницата од победата над фашизмот, тој најави дека наместо она војна традиционална парада ќе ја замени со свечени прелети. Најавено е над небото на Москва да прелетаат најновите модерни борбени авиони и хеликоптери во парадна формација и така да биде одбележана 75 годишницата на победата над фашизмот. Само ќе потсетам дека покрај традицијата на одбележување на руското одбележување на победата над фашизмот, тука ќе можеме веројатно да ги видиме и најновите авиони и хеликоптери и технологија, што дополнително може да ги подигне тензиите и стравувањата од руската, би рекол, воена надмоќ, барем што се однесува до авиацијата. И за крај на овој брифинг би сакал да кажам една регионална вест, а тоа е дека и покрај коронавирусот нашиот сосед Косово се соочува со една политичка криза, каде што падна владата на Албин Курти. Сега второрангираната партија на Иса Мустафа
па Демократскиот сојуз на Косово влегува во коалиција со неколку партии, меѓу кои со онаа на Рамуш Харадинај, се обидува да ја направи новата косовска влада и да излезе од политичката криза во која во моментов се соочува. Значи, тука има негодување од ВД премиерот Албин Курти, кој како претседател на самоопределување и првата партија која победи на изборите пред 6 месеци, сега негодува и вели како може второрангирана партија да влезе со сите партии во коалиција и да направи влада, а при тоа да игнорира победничката на последните избори. Велам, партијата на Демократскиот сојуз на Косово на иста муфца го постави Абдула Хоти за мандатор на новата влада. Тој влегува со сите можни партии, меѓу онаа со Рамуш Харадинај, и најверојатно ќе добие оној пас, ќе го добие од собранието за да се формира новата влада. Ќе потсетам, доколку се формира новата влада, се подгреваат шпекулациите дека и дефинитивно ќе биде спроведено американското сценарио за некаква демаркација на границите меѓу Косово и Србија. Веројатно има согласност од Белград за тоа, а Албин Курти како премиер не се согласуваше на оваа варијанта, па оттаму и му падна владата. Да, и се надевам дека во наредните изданија на утрински брифинг, може би утре не, бидејќи утре и последниот ден пред оној продолжен викенд, ќе имаме ексклузивната информација што се случува со Ким Јонг Ун, лидерот на Северна Кореја. Дејан, тоа е прашање кое што го третираат сите светски... Јас само ќе се убацам, ние имавме во вчерашниот утрински брифинг, нема ништо ново, освен дека се закомплицирува состојбата околу изборот на неговиот наследник, се појави неговиот получичко, односно полубрат на неговиот татко Ким Ил Сунг, вонбрачното дете на Ким Јонг Ун, кој беше со години тргнат на страна од Северна Кореја за да не влие врз политиката таму, беше во дипломатските представништва, меѓу кои во Белград за време на СФРЈ, и сега тој се враќа и се обидува да влезе во трката за наследник на Ким Џонг Ун, доколку се докаже дека Ким Џонг Ун веќе не е способен физички да ја обавува оваа функција, и како и што вчера реков и денеска ќе кажам, Ким Понг Ил се вика неговиот получичко, и она што е, освен што има големо влијание, има и многу голема физичка сличност по лик на основоположникот на Северна Кореја, што севернокорејците стравуваат дека може да биде идниот нов лидер, а тој иде нов лидер очигледно му оди во насока на западниот свет и на реакциите на Доналд Трамп, па доколку дојде на власт може да дојде до некакви големи промени во Северна Кореја, пред се на влезна демократијата и конечниот пад на оној голем комунизам кој владее таму и ја заостана државата повеќе децени. Да, Северна Кореја, за кога е во прашање транспарентноста, едно затворено јадро, па затоа и овие шпекулации изминативе 2 недели, дали е жив или не е Ким Јонг Ун, каде е, што е. Ќе имаме и за тоа информации, секако од она што веќе го имаат претежно изворот на информациите од Јужна Кореја, кое што доаѓаат нели од Јужна Кореја. Дејан, ќе се слушнеме повторно во утрински брифинг, ти благодарам. Благодарам.